Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, акцент ќе ставиме на повеќе настани кои што се случија изминатите 7 дена во Кичево. Имено, Центарот за развој на заедницата од Кичево во соработка со 5 училишта од Кичево, односно 3 основни и 2 средни училишта, го започна и практичниот дел од проектот за собирање, селектирање и рециклирање на петпластичен отпад. Исто така, во Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево изминатата недела беше одржана промоција, односно премиера на новата театарска представа за деца со наслов Големи и мали на режисерот Михајло Петревски. Токму околу оваа премиера ние поразговаравме со режисерот, а и со дел од актерите кои што учествуваат во оваа театарска представа. Во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево исто така се случи и промоција на уште еден, овој пат трет поред роман со наслов Скандал на познатата писателка од Кичево Оливера Ширговска. Токму по тој повод ние и поразговаравме со Оливера на оваа тема и секако за сите нејзини наредни активности од областа на пишаниот збор. И за крај на ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе видиме како стои работата околу запишувањето на првачињата во основните училишта во Кичево за новата учебна 2017-2018 година. По тој повод ние на оваа тема разговаравме со Анета Божиновска, педагог во основното училиште Санде Штериоски од Кичево. Акцент започнува. Следете не. Во рамките на проектот Иновативни локални алатки и пилот тестирање за собирање, селектирање и рециклирање на петпластичен отпад од домаќинствата во Кичево, Центарот за развој на заедницата од Кичево започна со поставување на инфраструктурата за собирање и селектирање на петпластичен отпад и воведување на рециклирањето во основното училиште Санде Штериоски. Овој проект истовремено се спроведува и во основните училишта Кузман Јосифовски Питу и доктор Владимир Полежиновски, како и во двете општински средни училишта Мирко Милевски и Дрита, при што вкупно ќе бидат поставени над 60 џамбо вреќи. Започнуваме со воспоставување, односно поставувањето на инфраструктурата за собирање и селектирање на петпластичен отпад и воведување на рециклирањето во 3 основни училишта, Санде Штериоски, Кузман Јосифовски Питу, доктор Владимир Полежиновски и во 2 средни училишта, Мирко Милевски и Дрита. Во овој процес се вклучени учениците од 5 училишта, заедно со вработените училиштата, а секако преку учениците ќе бидат вклучени и нивните родители, но секако и граѓаните во градот Кичево. Со поставувањето на инфраструктурата, односно поставување на џамбо вреќи, ќе се овозможи континуирано собирање на петпластичен отпад, негово селектирање се до рециклирање. За оваа цел во сите 5 училишта ќе бидат поставени 5 џамбо вреќи и тоа ќе се врши на тој начин што на секој спрат, односно во сите згради каде што учат учениците ќе бидат поставени вреќи, џамбо вреќи, каде што учениците ќе ги одложуваат претходно селектираните петпластични шишиња, петпластичната амбалажа. Петпластичната амбалажа ќе биде примерно селектирана, односно на местото каде што настанува и ќе се одлага во вреќите на тој начин што во една вреќа ќе се одлагаат продзирните шишиња, а во другата вреќа ќе се одлагаат шишињата што се во боја заради полесно понатамошна нивна обработка.
На овој начин сакаме да воспоставиме функционален систем во градот со кој ќе се врши селектирање, а на тој начин и намалување, директно намалување на отпадот од градот, од јавните површини, меѓутоа и негово спалување и емитување на штетни гасови и намалување на диоксините и фураните. Секако, од ова активност, освен што ќе имаме поголема, почиста животна средина, и училиштата ќе имаат и некаков економски бенефит. Учениците претходно за ова активност се едуцирани, односно беа едуцирани во текот на овие 3 месеци, односно едукацијата започна од месец март и планираме да се заврши, односно при крај едукацијата на сите ученици, на крајот на месец мај таа би завршила. Овде се поставени 6 вреќи во училиштето, во главната зграда на училиштето Санде Штериовски, и понатака продолжуваме во зградата каде се одржува настава, кој е дел од ова училиште Агрокоп денеска, и во новото училиште Санде Штериовски. Таму ќе бидат поставени 4 вреќи во Агрокоп, а во училиштето, во новото училиште, и таму ќе бидат поставени 8 вреќи за собирање на пет пластичен отпад. Во текот на утрешниот ден ќе се постават вреќите во основното училиште Кузма Јосифовски Питу и во доктор Владимир Полежиновски, а во среда ќе бидат поставени во средните училишта во Дита и во Мирко Милевски. Поздрав до телевизија Мега. Денес сме тука за проектот што треба за собирање на отпадоци, тоест собирање на пластика, каде што ние сакаме да ги научиме нашите ученици дека не се фрла сешто, дека сето тоа што треба да се фрлат може и да се рециклират. Затоа собираме пластика за во иднина, не само да собираме пластика, туку со тоа ќе помагаме дека и загадувањето на природата ќе го намалиме, а сето тоа е во придонес на сите граѓани, пред се на нашите ученици. Проектот е финансиски поддржан од Глобалниот еколошки фонд, програма за мали грантови на Македонија и со учество на 5 училишта од Кичево. По неколку месеци интензивна подготовка, во Кичево синоќа беше премиерно изведена театарската представа за деца Големи и мали од познатиот писател Бошко Смаќовски, работена токму по текстот од оваа популарна детска лектира преку драматизација на Весна Куслеска, а во режија на Михајло Петревски. Поминато годишната премиера на представата Втората смена, ова е уште една представа која режисерот Петревски ја работи на текст од популарните детски лектири во рамки на годишната програма за работа на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, а под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Почитувани гледачи на емисијата Акцент, еве ексклузивно сме овде во Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево, каде што во секој момент треба да започне премиерата на детската представа Големи и мали. Целокупната актерска екипа е околу мене, може да забележите насмеани ведри детски лица, лица кои што се во исчекување да покажат пред публиката сето она што господинот режисер Михајло Петревски го спремаше за нив и за целата кичевска публика. Јас еве сакам да поразговарам прво со дел од актерската екипа, односно со дел од дечињата кои што се и текако вредни и можам да кажам и можеби малку и возбудени заради оваа вечерашна премиера. Еве до мене имам еден мој пријател, мој другар, кој што ќе ни се представи прво. Кажи ни како се вика? Јовица Сињановски. Јовица, ти си дел од актерската екипа во оваа театарска представа Големи и мали. Кажи ми што точно ти глумиш во оваа представа? Јас во оваа представа глумам Диме такси. Што прави Диме такси? Вози такси? Не, Диме такси ми покажува на луѓето што доаѓаат да видат улицата Караормански, ми покажува становите и све друго. Така, а кажи ми, ова ти е твоја прва
улога како актер во некоја представа или имаш и претходно некое искуство? Имам и претходно стекнато искуство. Колку си задоволен од соработката и со режисерот и со целокупната актерска екипа која што е околу нас? Па јас сум презадоволен и од режисерот и од актерската екипа. Имаш трема? Не. Браво. Значи ова ќе ти биде навистина едно убаво представување пред кичевската публика во твое најдобро светло, така? Да. Ти посакувам многу успех и уште многу премиери на многу представи. Благодарам. Може би еден ден ќе те видиме и во некоја национална представа, па да се надеваме дека и во некој филм ќе заиграш понатака, така? Да. Така е. Ајде да поразговараме и со уште еден учесник на во оваа детска представа. Представи ни се. Јас сум Сара Сајковска. Сара, кажи ми, и твоето учество овде сигурно е возбудливо, нели? Гледам дека си среќна, дека те исполнува ова твое учество тука. Која е твојата улога всушност во представата? Јас глумам Буба, ќерката на тетка Важната. Што е точно улогата на таа тетка? Епа таа е важна и сака да биде важна и таа е докторка, поранешна докторка. Имаш учествувано во други представи или прв пат сега? Ова ми е втор пат. Втор пат. Која беше твојата прва представа? Втората смена. Втората смена и веднаш сега во големи и мали, така? Да. Интересно е? Да, многу. Се дружевте додека вежбавте? Да. А кој е подобар другар? Овие другарчиња околу тебе или чичкото режисер? Сите. Сите се добри? Да. Да. Што мислиш ова сега вечерва што ќе го прикажете? Веројатно публиката ќе побара и репризи, така? Да. Спремни сте за многу репризи? Да. Кажи ми, еве, кои се твоите идни планови? Дали може би сакаш да заиграш и во некоја представа каде што ќе играш и со возрастни луѓе и со поголема актерска екипа, па може би чичкото режисер ќе ви донесе им некои познати актери од Македонија? Па би сакала. Би сакала? Да. Така, што би им порачала на сите оние дечиња кои што сакаат еве да бидат дел од овој ваш, можам да речам, убав театар, деца кои што навистина знаат што да прикажат, што е потребно за да се биде дел од една ваква убава актерска екипа? Како прво да немаат трема и да бидат одлични. Со сите петки. Не, на опуштени. Да. Ете така. Сигурно дека еве се гледа дека и ти си опуштена, дека си среќна, ти посакувам многу успех и уште многу представи како и со твојот другар Јовица, да ве гледаме уште на многу вакви слични моменти и се надевам дека го посакуваш истото и ти, така? Да. Ти благодарам многу. И еве конечно да проговориме збор два и со, така да речем, виновникот за ова убава детска представа. Тоа е познатиот, можам да речам, и актер и режисер овде од Кичево, господинот Михајло Петревски. Господине Петревски, честитам за оваа премиера. Ние уште кога почнавте да ја спремате, разговаравме околу сите тие ваши активности за оваа представа и еве дојде денот кога конечно ќе ја прикажете пред кичевчани. Кажи ми, еве, дечињата се навистина многу возбудени, се многу среќни. Кој е вашиот впечаток? Го постигнавте ли она што го очекувавте? Најнапред благодарност до Мега телевизија за целокупната поддршка на овој проект. Да се работи со овие деца, како прво е гордост, затоа што тие се идните кои ќе не наследат нас и кои ќе градат овде интересни улоги во овој театар и можеби во другите театри. Напорно е да се работи со деца, меѓутоа крајниот резултат е многу интересен, кога на сите ќе им зачукаат срцата, воедно кога сите ќе сакаат да ја видат толку посакуваната публика. Самото нивно дружење и надвор од пробите и веќе стана и приватно другари и неразделни. Сето тоа кај мене особено придонесува да се чувствувам посебно, што сум постигнал сепак нешто плюс и за нив и за сите. Колку вкупно дечиња се вклучени во овој проект и како се одвиваше еве целата работа? Веројатно беа потребни и луѓе кои што ќе се грижат околу самата сценографија, шминка, костими и така натаму. Така. Значи, од актерска екипа вклучени се 23 деца
на возраст од второ оделение па се до втора година гимназија. Самиот проект се вклучени луѓе што избираат музика, што ја права сценографијата и сите тој ланец од синџири, неразделни синџири, ја прават ова една целина и крајниот резултат се надеваме дека ќе биде добриот аплауз од публиката. Тоа сигурно дека ќе биде. Претходно беа еве и дел од учесниците спомена, нели, кои што учествуваа во претходната ваша представа, која што носеше наслов втората смена. Еве веќе сме вечерва со големи и мали, тоа се навистина едни лектири кои што се паметат генерации наназад, се снимаа нели драмски серии, детски серии на овие теми. Ова е навистина еден убав текст од познатиот писател Бошко Смаќовски. Што да очекуваме во иднина? Веројатно успевате да ги погодите темите и самите лектирни изданија кои што се кај децата популарни. Останувате ли по тој пат да одите да ги правите, односно да правите театарски представи на основ на текст на овие познати дела? Тргнав со една таква идеја да ги разработувам детските лектири за да им биде полесно во самата обработка и на децата што учествуваат, а и на публиката што ќе ја види. Се надевам дека ќе продолжам со истото и паралелно ќе се одвиваат и представи и за малку повозрасна публика, малку посериозни представи и сето тоа како една целина се надевам дека ќе излеземе со до година уште со една-две премиери. Така, да споменеме и дека за целиот овој проект стои Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија и вас лично како режисер и на цела актерска екипа ви посакувам успешна премиера и да ви посакам уште многу вакви премиери, уште многу представи и по неколку години да се видиме со ова иста актерска екипа, да ги видиме како возрастни, а и ние малку можеби подостарени, меѓутоа на истава оваа сцена и да продолжи овој тренд на успешни театарски представи во Кичево. Да, ви благодарам за вашата соработка и да напоменеме дека Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, кој се одржува секоја година, во најтесниот избор не избра и нас и настапуваме крајот на мај. Фестивалот е од 29 мај до 3 јуни. Настапуваме во Кочани на тој фестивал. Значи и самата селекција виде дека има нешто во оваа театарска представа. Од вкупно 53 пријавени, се селектираа само 13 представи, во најтесниот избор влеговме и ние. Уште еднаш ви благодарам за вашата соработка и се надевам и на идни вакви соработки. Оваа популарна детска лектира, напишана од писателот Бошко Смаќовски, за прв пат е објавена далечната 1966 година. За сите кои не можеа да ја проследат премиерата на представата, прва реприза ќе има веќе во вторник на 16 мај во 20 часот. Пред многобројните љубители на пишаниот збор во малата сала на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево беше промовиран третиот поред роман на Оливера Ширговска со наслов Скандал. Интегрантна љубовна приказна во која тајната од минатото ќе биде закана за иднината на младата девојка. Роман во кој ќе се досегне дното и свесно ќе се убива љубовта, немоќна да се брани пред горчливата вистина. Прозно дело во кое скандалите ќе ја загрозат и безбедноста на девојката. Уцени, ниски удари и судбинска средба меѓу двајца млади и љубов која пламнува како вулкан. Содржина која авторот топло ја препорачува на сите влюбеници на пишаниот збор. На моја особена чест и задоволство, почитувани гледачи на емисијата Акцент, сакам да ви најавам дека повторно мој гостин во емисијата е поетесата, писателот од Кичево, господја Оливера Ширговска, и тоа со еден убав повод. Ние пред неколку емисии го промовиравме вашиот нов роман Скандал, меѓутоа еве дојде моментот кој што вие го најавивте дека ќе има и официјална промоција овде во Кичево во Центарот за култура Кочо Рацин. Честитам уште еднаш и да се множат. Така. Бране, ви благодарам. Мене ми представува особена чест и задоволство што секогаш телевизија Мега е наш драг соработник, секогаш ни излегува во пресред на нашите потреби, на потребите на градот Кичево. Вечерва, значи во рамките на промоции и било
кои други, значи, културни настани во градот се одржува промоцијата на мојот нов роман Скандал. Роман со доста интересна, интегрант, љубовна содржина меѓу наша македонка и млад грк. Роман во кој ќе следат низа закани, уцени, ниски удари, атентати. За се подетално да доживее кулминација романот на самиот крај со среќен завршеток и на љубов што ќе успее да им одолее на сите искушенија да доживее среќен крај. За сите љубители ова е извонредна можност да се дружиме, да го почитуваме еден пишан збор, едно пишано дело во насока на создавање на културните дела во Македонија, во нашата држава. Така, еве, полека се собираат и оние сите љубители на пишаниот збор. Мислам дека ќе имате една убава прилика да се дружите меѓу себе и вие и самите тие посетители меѓу нив и нели да ги кажат своите импресии околу вашиот нов роман. Кажете ми, еве, освен оваа прва официјална промоција овде во Кичево, дали можеби планирате да го промовирате и во други градови во Македонија? Да, во моментов, значи, се посветив на промоцијата во мојот роден град и секогаш се трудам да ги почестам моите кичевчани со првата промоција, значи да се случува во мојот роден град. Не е исклучена можноста да гостувам и во Скопје, а понатака можеби во Охрид и во Битола и каде ќе имам покана. Значи, каде и да бидам поканета, јас со задоволство ќе одговорам на барањата во интерес на дружењето и на промовирање на културата низ нашата земја. Така, во една од минатите емисии ние поподробно нели го разработивме целиот ваш роман, меѓутоа еве да се подсетиме дека ова е ваш трет роман, претходно да ги споменеме и двата успешни ваши романи Ања и Срце, да се надеваме дека овој трет роман ќе ги надмине сите оние очекувања кои што ги имавте и за претходните два романи, дека навистина ќе допре до голем број на читатели и ќе ги збогати нивните домашни библиотеки. И само за крај, сакам повторно еве и во оваа емисија да ве прашам кои се вашите идни планови околу пишувањето. Сигурно дека ќе оставите нели малку простор овој роман да заживее меѓу читателите, да го достигне она ниво кое што вие го очекувате, па можеби тогаш ќе се решите да објавите и некоја нова книга, нов роман, стихозбирка, што и да е, што да очекуваме. Така. Во моментов, значи, искрено сум најповеќе посветена на промоција на мојот нов роман, значи романот Скандал, кој, кажав, излезе пред печат за непол месец дена. На него се посветив и ќе бидам, значи во блиска иднина ќе бидам посветена на романот, во насока на промовирање, на да се запознаат што повеќе читатели, да го добијат делото во своите раце, да го прочитаат и многу ќе бидам задоволна, например, кога би добила критика, било да е позитивна или негативна, затоа што сето тоа ми е еден патокас и двигател каде да одат моите мисли и идни планови проекти. За во иднина, не може би блиска иднина, подготвувам уште две дела, меѓутоа тие ќе бидат малку сега оставени настрана. Како што кажав, прво да се посветиме на промоцијата и на промовирањето на книгата, па може би некаде во наредната година да се продолжи со опишување на другите две дела. Тоа се два романи, едниот е Проклетството на парите, другиот е Челик. Во меѓувреме работам и со издавачките куќи, може би и со Министерството за култура, да се добие некој сигнал во насока на промовирање на мојата прва стихозбирка. Делото е готово, чека само на издаваштво и на печатење. Се надевам дека ќе оствариме успешна соработка, било да се работи за во Министерството или во издавачките куќи. Тоа се. Во целост тие планови се во моментот во таа насока се движат плановите. Така, и убаво е нели да се спомене сигурно дека работејќи го овој ваш најнов роман, трет по ред, убаво е да се споменат можеби и сите оние ваши соработници кои што на некој начин допринеле во она што се нарекува она што вие сте го напишале да го види тоа и светлината на денот, нели да излезе во форма на пишано здание на еден роман. Така, да, во ова пригода, значи, особена благодарност
На самите мои почетоци кои најповеќе ми помогнале, тоа се покојниот господин Стојмир Семјановски, значи во овој миг поздрав до неговото семејство, моето сочувство и искрено и длабоко жалење, човек што мене ќе ми да достига се додека сум жива. Тој ми помогна, тој го лекторираше делото, напиша рецензија за Ања, господинот Горијан Петрески, со кого и денеска сме во контакт, имаме добра комуникација, добра соработка. За делото Срце, особена благодарност на господинот Драган Танески, Ирена Игнатовска, која што го лекторираше делото, Драган го уреди, значи романот Срце, исто и романот Скандал, истата екипа, значи Драган Танески и Ирена Игнатовска, двајцата скопјани, мои добри пријатели и блиски соработници, исто и до нив и до нивните семејства голем поздрав. Во моментов тие се моите блиски соработници и моите кичевчани, вечерва тука господјата Лидија Аврамовска и господјата Наташа Наумовска, кои што ќе бидат промотори на мојот роман, напиша и двете прекрасни рецензии. Би ги издвоила, значи, Мира Илиовска, Марија Никодиновска, Маја Арминовска, Милена Луневска, значи нашите кичевчани, Јован Миновски, мои блиски колеги, соработници, љубители на пишаниот збор. Сите тие што ги напоменав сме едни нови членови, можеби на еден нов иден проект, литературен клуб, значи во насока на формирање сме и на литературниот клуб, каде што ќе делуваме сите заеднички да се создаваат што повеќе дела. Во очекување на тоа што го планирате новиот литературен клуб и секако во очекување на сите ваши наредни дела, ви посакувам успешна промоција и голема читаност на вашиот роман. Ви благодарам и вас, мене ми беше чест и задоволство што секогаш телевизијата го следи моето творештво, се дружиме, создаваме позитивни мисли, позитивна енергија. Една порака и апел до младите, значи што повеќе да посветат внимание на пишаниот збор, да се образуваат, да се едуцираат, бидејќи само на тој начин ќе успеат да се изградат себе си како личности и како добри позитивни творци на иднината и човештвото. Благодарам на телевизија Мега, да се видиме во некоја наредна прилика. Ова е нејзин трет роман со кој се надева дека ќе ги достигне нејзините очекувања по успешните претходни два романи, Ања во 2013 година и 2 години подоцна романот Срце. Ширговска најавува и нови два романи, како и нова стихозбирка. Во тек е уписот на првачиња за учебната 2017-2018 година во основните училишта во Кичево на македонски, албански и турски наставен јазик. Во трите градски основни училишта Кузман Јосифовски Питу, доктор Владимир Полежиновски и Санде Штериовски секојдневно се врши обсервација на идните првачиња од страна на стручните служби. Како и секоја учебна година, основното училиште Санде Штериовски од Кичево почнува со запишување на деца во прво оделение. Законската регулатива предвидува запишување на овие деца во месец мај, значи од почетокот до крајот на месец мај. Ние сме стигнати некаде на половината од запишувањето на учениците. Во основното училиште Санде Штериовски наставата се одвива на 3 наставни јазици, на македонски, албански и турски наставен јазик, што значи дека запишувањето важи и за сите три етнички припадности. Исто така, секоја година во подготовките за запишување на овие деца, ние истакнуваме соопштенија во кои што се образложени условите за запишување на истите. За учебната 2017 и 2018 година, значи, децата треба до крајот на календарската година да имаат наполнето 6 години, значи да се родени 2011 година и од 1 до 31 јануари 2012 година, со претходно дадено мислење на педагог, психолог, во училиштето и во согласност со родителите. Останатите услови за запишување на овие дечиња се тоа што родителите треба да си подготват документација, значи потребно е да се има потврда од вакцини, значи за вакцинирање, имунизација на дечињата, исто така потврда од заболекар,
извод од матична книга на родените, во кој што ние преферираме, не мора да е нов извод, може да биде и стар, со тоа што задржуваме фотокопија во училиштето и оригиналите ги враќаме на родителите. Многу е битно да нагласам дека претходно треба родителите да доаѓаат во училиштето и да се сретнуваат со нас во стручната служба, да закажуваме термини и после тоа да ние ги повикуваме на закажаните термини, доаѓаат заедно со своите деца и вршиме обсервација на истите, односно ги испитуваме пред знаењата на децата и веќе дефинитивно регуларно ги евидентираме во нашата евиденција и документација. Би сакала уште еднаш да нагласам дека секој основно училиште, согласно законските регулативи, е обврзано да ги прифати децата од својот реон, со тоа што ја поздравувам воедно вашата телевизија и покриеноста на овој медиум и тие родители кои што нивните деца припаѓаат во нашиот реон повторно уште еднаш би ги повикала благовремено да ја испочитуваат законската регулатива за уписи во месец мај, макар што кај нас е во пракса исто така може да доаѓаат и со закаснување од одредени причини и во месец јуни, крајот на месец август, значи до почетокот на септември да бидат дечињата запишани, но сепак преферирам на законската регулатива во месец мај. Значи уште еднаш да доаѓаат во нашето училиште и да си ја завршат својата родителска обврска. Во прво одделение ќе се запишат сите деца кои до крајот на календарската година ќе наполнат 6 години, односно да се родени 2011 година, како и деца родени до 31 јануари 2012 година по претходно барање од родителот и добиено позитивно мислење од стручната служба во училиштето. Запишувањето трае до крајот на месец мај. Ви благодарам што и овој вторник бевте заедно со Акцент со нови содржини за точно 7 дена. Довидување.